Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесно родителство. И денес повторно ќе зборуваме за содржини од најновата книга на авторката Шефали Цабари, Родителска карта. И веќе стасавме до втората фаза, значи четирите чекори кои што ги обработивме. Претходно сите тие беа во првата фаза од оваа книга, а сега веќе започнуваме со втората фаза од оваа книга и значи продолжуваме со чекорот број 5, кој што таа му дала име напушти го комплексот на жртва. Значи родителу напушти го комплексот на жртва. Таа има еден цртеж во нејзината книга, како е представен во улога на жртва родителот овде, значи како спасител на своето дете. Ја има облеката на Супермен, значи како еден вид на кога детето секогаш е во оган и тој се јавува во улога на спасувач. И во врска со овој чекор, Шефали вообичаено, значи таа си секогаш пишува по неколку прекрасни стихови, така да и во овој чекор таа има напишано неколку стихови и би сакала да ви ги прочитам. Ќе гледам од оваа страна, значи да ја држам сликата, да ја гледате, да можете да гледате, јас ќе ги прочитам стиховите. Мислев дека можам да те спасам од болка и од страдање, од солзи и од стравови, од повреди и од нечистотија. Се додека не сватив дека ова нема да те зајакне. Напротив, ќе те осакати, инвалидизира и ослабне. Ќе уништи твојата способност за напредок, зашто животот без овие состојки би бил само смрт. Прекрасни стихови од Шефали. Значи, уште еднаш можете да ја погледнете сликата и подосна низ содржините. Навистина ќе ви стане појасна оваа слика, како ја замислила Шефали, зашто баш токму таа ја одбрала и ќе се навратиме на неа во текот на наредните видеа. Шефали во овој петти чекор од втората фаза сака да објасни неколку факти за родителите кои што се спрема неа од витално значење кога станува збор за свесното родителствување. Првиот факт е дека децата не прават нас родители. Во оваа работа децата немаат избор, ние сме тие кои што самите се правиме родители. Што значи тоа? Значи дека изборот е наш, е на нас, ние да станеме родители. Секогаш, значи, е на нас изборот. Има, значи, случаеви кога не е така. Меѓутоа, во најголем дел, значи, ние сме тие кои што одлучуваме, го правиме изборот да станеме родители. Зошто ова Шефали го потенцира? Затоа што на подсвесно ниво ние во најголем дел, значи како родители, не се однесуваме како да е ова навистина очигледен факт. Како тоа го правиме? Па преку идејата која што ние ја имаме усвоено дека како родители ние му правиме во суштина една услуга на нашите деца со тоа што ги воспитуваме и затоа ние, значи, се очекуваме дека детето заради тоа нас треба вечно да ни биде благодарно, затоа што ние се грижиме за нашите деца и сметаме дека ние сме нивни творци и дека сме нивни истовремено и спасители. Исполнети сме до толку со една
состојба на големство, со една величина, и замислуваме дека нам ни следи награда за нашата несебичност, затоа што ние сметаме дека несебично се вложуваме за нашите деца. Меѓутоа Шефали вели овде ги советува родителите. Родители, ве молам, баш овде внимавајте, затоа што кога вие вака зборувате, вака размислувате, несвесно вие влегувате во или отелотворувате еден комплекс на спасител, кој што вели, бидејќи ние несебично како родители се вложуваме во нивна корис, се смета, значи во корис на нашите деца, во нивно воспитување, сега нашите деца треба да се однесуваат како ние да сме им господари. Значи, како ние да сме нивни креатори, мислиме дека ние дека наша работа е и имаме право ние да им кажуваме, да им диктираме што да прават, како да го живеат нивниот живот, и со тоа, значи, ние директно да влијаеме врз нивните животи. Меѓутоа, кога нема тоа да се случи, например, кога нема да ни се јават децата за важни настани, например, да не ни го честитаат роденденот, да заборават, или да не ни враќаат на пораките кои што очекуваме дека треба забрзо да ни одговорат, или пак кога прават некои животни одлуки кои што се спротивни на нашите начини или на нашите агенди, тогаш мислиме дека ние имаме право да се нервираме и да едноставно да го губиме разумот како родители. Меѓутоа, таа вели, еве родители, две вистини кои што јас ќе ви ги споделам и сметам дека се апсолутно битни и кои што треба потхитно да ги прифатите како родители, за да можете да влезете во една состојба на јасност, за да после тоа да можете и свесно да родителствувате со вашите деца. Прво, тоа е нешто кое што треба веднаш да го освестите. Првата работа е, таа вели, дека родителите ние не ги создаваме децата, туку дека децата на овој свет се донесени преку биолошка причина и биолошка последица. И втората работа е, кога сакаме ние како родители да имаме деца, секогаш ние не тргнуваме од чинот на несебичност, туку тргнуваме од место на исполнување на нашата цел. Значи, нашите деца, тие, според ова, не ни должат ништо. Секако дека тие можат да не почитуваат, можат да ни дадат љубов и почит и разбирање, но тие не ни должат исто, ништо. Како што ние не сме креатори нивни, така не сме ниту нивни спасители, ниту нивни господари до крајот на нивниот живот или до крајот на нашиот живот. Значи, Шефали во незината книга спомнувам, вели, родители, вие сега можете да ми кажете, мене треба детето да ме третира како спасител. Зошто? Затоа што на крајот на краиштата јас сум таа која што секогаш, или јас сум тој кој што секогаш плаќа се за нив, додека се мали, или пак кога ќе направат некоја белја, јас сум таа која што, или тој кој што ќе ги извади од таа белја, или неретко кога ќе направат, јас сум тој кој што секогаш го чисти нередот по нив, или пак, например, кога ќе добијаат казна за возење, јас сум тој кој што ќе ги извади од тој проблем, ги плаќам казните, или кога ќе заглават на пат, треба да се платат трошоците, јас сум тој кој што ќе го направи тоа и така натаму. Значи, јас сум тој како родител кој што постојано трча по своите деца. Меѓутоа, Шефали им објаснува на родителите, им вели, родители,
Јас ја разбирам, потполно ја разбирам. Го разбирам тоа, ве разбирам, потполно го разбирам тоа чувство кое што веројатно го имате, меѓутоа животот не функционира баш така. Иако ова нешто кое што ви го зборувам ве повредува вас, ова е реалноста на родителствувањето. И кој кажал дека е фер нештото? Да се разбере, улогата на родителот е најклучното, најосновното нешто кога мора или сакаме ние свесно да родителствуваме. Значи, кога влегуваме во свесно родителство, кога навистина сакаме свесно да ги родителствуваме нашите деца, мора да го разбереме клучното нешто и основното нешто, а тоа е вистинската исправната улога на родителот. Кога родителот, меѓутоа, кога тој верува дека неговата улога е да игра Бог во односот со своето дете, иако тоа звучи неверојатно моќно, таа вели дека тоа е причината за големото страдање кое што ќе се случи кај родителот, а истото тоа големо страдање ќе се случи и кај детето. И затоа таа вели дека комплексот спасител е закопан многу длабоко во посвеста на голем број на родители и тој е многу тешко препознатлив, затоа што секогаш се повторува кога едноставно родителите ќе увидат дека децата се однесуваат на начин кој што е спротивно на родителскиот начин. Значи, секогаш тој тогаш подмуно влегува во игре. И кога значи, родителите ќе видат децата како носат животни одлуки кои што ги прават родителите да се чувствуваат исплашени, преплашени, или одлуки кои што се целосно спротивно на она кое што родителите им го налагале на децата дека така и така треба да постапат, дека така и така е најдобро за нив, а не го прават. Значи, родителите многу брзо се вознемируваат и се брзо тригерувани. Значи, влегуваат, поттикнувани се од страна на децата. И затоа таа вели дека нашата пренагласена родителска идентификација, значи идентификација со улога на родител, што дава знак? Дава знак дека децата потребно е да подлегнат на родителската моќ, на родителското влијание, и кога не го прават тоа, значи ние како родители сме навредени, сме лути, сме огорчени, зашто значи не подлегнуваат на нашата волја, затоа што премногу си ги земаме работите за лични. И кога е така, ние се изместуваме од собствената емоционална балансираност. А со тоа, значи, истото им го правиме и на нашите деца. Значи, ако децата наши не успеат, и ние се чувствуваме како да сме неуспешни, како да не сме успеале со нив, и на некој начин ние почнуваме да страдаме. Или, например, ако нашите деца имаат некој проблем, социјален проблем, ние си ги земаме тие проблеми како да се лично наши и веднаш решаваме брзо, значи без наша свесност, мислиме дека ние треба да ги спасиме нашите деца. Значи и со тоа му ставаме еден огромен притисок на децата дека треба негде ние нешто да им поправиме во нивните животи или нив да ги поправиме. А кога значи ќе откриеме дека тоа не е можно, дека не можеме да ги поправиме, тогаш ние влегуваме во една крајна огорченост во односот со децата. Прашува Шефали, дали ние во таквите моменти свесни сме како се чувствуваат нашите деца? Тие во таквите моменти, тие трпат едно огромно количество на срам, затоа што ги замешале работите. Токму така таа вели, ова е уште еден товар кој што им
го носиме, им го даваме, им го ставаме врз нивните кревки плеќи. Меѓутоа, вистината е дека една од целите на свесното родителство е да се биде ирелевантен родител. Значи, да се стане родител кој што е неважен. И кога ова ќе го слушнале родителите, и тие се чуделе на она што го кажувала Шефали, затоа што да се биде неважен родител, навистина е идеја која што потполно се и текако протестира на родителското его, оваа идеја. Затоа што родителот никогаш не сакал да биде сметан и не сака да биде сметан дека е неважен по односот со детето. Ние родителите и текако сакаме да бидеме важни, сакаме да бидеме најрелевантни, сакаме да бидеме врвни во односот со децата. Меѓутоа, таа вели, за да бидеме свесни родители, мора да сакаме да подигаме деца на кои што нема да му бидеме, да им бидеме битни ние постојано. А за да се случи тоа, ние мора да им дозволиме простор на децата, во кој што целосно тие ќе можат да си влезат во својот собствен живот. Значи, за да се случи тоа, ние мора да престанеме да им ги даваме нашите мислења на секој чекор. Не можеме ние да посакуваме нашите деца да бидат независни, да бидат издржливи од една страна, а од друга страна во секој момент ние да се лутиме кога тие ќе го игнорираат нашето мислење како родители. Или кога ќе го игнорираат нашето влијание врз нив. Затоа што да се да пораснат децата во едни свесни, во едни здрави, издржливи личности, те едноставно ќе мора да си поседуваат свој простор, свој личен простор, каде што родителите ќе ја препознаат нивната автентичност и ќе ги остават децата да можат тие сами да си носат одлуки во својот живот за она што сметаат дека се, а родителите се тие кои што ќе треба да ги испочитуваат и да испочитуваат суштината и автентичноста на своите деца. Затоа што тие две работи, значи слободата за изразување на децата и да се биде важен цело време во односот со децата, се работи кои што не одат заедно. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Ви благодарам за вниманието. Имајте убав ден. Се гледаме.